Даниела, продолжуваме со вас всушност главниот повод и како стапивме во контакт. Оно што прво го забележав на вашиот профил на Инстаграм е Femпire. Точно. Што е тоа? Femпire во превод, ако гледам идејата ми дојде фем ко фемин, жена, Empire ко женска империја. Меѓутоа би Па тука сме мнозинство на масата, така да. би звучало себично ако кажам дека Femпire е само за жени. Значи името е така бидејќи ми се лично допадна. Првичната идеја беше дека жените се тие што им треба поголема заштита, се поранлива категорија, се извинувам нели на останатите гости, меѓутоа со текот на времето или на работава сфатив дека па и не е баш така, дека тука сме рамноправни, бидејќи мажите ги имаат истите моменти на слабост, каде што им треба нели мотивација, убав збор, меѓутоа жените полесно го покажуваат тоа. Да, и појасно додека мажите се тешат со нели мажот е растен дека мора да биде тој силниот, дека не смее да покажува емоција, дека би било срам ако покаже емоција и затоа можеби првично кога ќе се отвори Femпire луѓето добиваат впечаток дека станува збор за некоја пак женска страна, движење на жените и се да тоа, меѓутоа овој пат Не е баш така. Не е баш така, да. Затоа Femпire е направен дека жена ете да речеме го креирала, може да се повикам на тоа, меѓутоа Но сте достапни секако и за мажите да не сватат погрешно за оние кои што имаат. Тука Може сме би некој ќе направи Menpire се. Мене ќе ми се допаја да има нели и машко движење еве така да Ќе се споделуваме да, искуство. ќе споделуваме искуство, зошто да не. Така, супер.